Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Денес ќе зборуваме на тема Отфрлен од сите, но сакан од Бог Таткото. Христовата жртва на крстот има две задачи. Да ги спаси оние што ќе веруваат во Него и да ги осуди оние што ќе ја отфрлат Неговата жртва. Пророкот Исаија запишал: беше презрен и отфрлен. Отфрлен од луѓето, човек на болката, свикнат на страдањата, од кого секој го отстранува своето лице, беше презрен и за ништо не го сметавме, а тој ги понесе нашите болести. Ова пророштво е пророкувано 700 години пред нашата ера. Пророштвото има месијанска надеж за ослободување на народот кој страда. Пророците никогаш не оставале празен простор да не му зборуваат на народот. Тие го храбреле да издржи и да ја очекува блажената надеж која ќе се исполни своевремено. Надежта за Спасителот е основна порака на сите пророци. Пророците барале од народот покаяние и вера во оној кој треба да владее со целиот свет. Но месијанското владење има духовна димензија. Тоа владење не е со сила и со моќ, туку со понизност и предавање на својот живот на смрт. Затоа, Христовата смрт можеме да ја распределиме на неколку нешта кои можат да ни помогнат да сватиме што всушност таа значи за нас. Природата на Христовата смрт. Христовата смрт е неспоредлива и единствена во историјата на човештвото. Зошто? Колку и да постојат страдања и маченичка смрт кај обичните луѓе, сепак Христовата е недостижна, од причина што секој умира и страда поради собствената вина, а Исус поради вината на другите. Исто така, неговата смрт е единствена по тоа што тој има власт над самата смрт. Така што смртта за Исус е само премин од еден распадлив и грешен свет во нераспадлив и праведен свет. Каква е неговата смрт? Таа е ужасна. Таа е ужасна затоа што тој не умре со природна смрт. Пророкот Исаија ја предскажува неговата смрт како оној кој е отсечен од живите. Исус ова го потврдува со споредба на храмот, кога рече: разрушете го овој храм и јас за 3 дни пак ќе го подигнам. Ужасната смрт или страшната смрт се огледува во тоа што Исус на крстот се почувствува напуштен од сите, па дури и од својот небесен татко. Тој извика: Боже мој, зошто ме остави? Исус не беше никогаш оставен од својот небесен татко. Туку во тој миг ја почувствува осаменоста и отврленоста за да го земе човечкиот грев, мојот и твојот, врз себе. Да не беше Исусовата смрт, нашите гревови, моите и твоите, ќе останеа за секогаш неопростени и ќе ги сносевме последиците за цела вечност во најстрашното место наречено пекол. Исусовата смрт е болна или мачна смрт. Зошто? Затоа што во длабочината на Христовата смрт беа влеани многу смрти. Односно, целата човечка смртност се соедини во една смрт, Христовата. Таа е болна по тоа што сите мизерии и гадности,
Сите нечистоти и одвратности беа натоварени врз Исус. Моите и твоите гадности беа натоварени врз Него. Секој грев што може човек да го направи беше натоварен врз плеките Негови. Тој по својата природа беше безгрешен, но го избра патот на понизноста и го зеде човечкото обличје. Тој кој не знаеше за грев, Бог го направи грев, за да станеме Божја правда во Него. Христовата смрт е и срамна смрт. Зошто? Затоа што Божјиот Син, Бог во тело, умира на крст. Таа е срамна, затоа што беше удиран по голо тело пред сите луѓе, а Бог во рајот на Адам и Ева им ги заштити телата, кога им направи прегачи од кожа и ги облече. Со тоа убијците на Исус му дават на знаење на народот дека тој е напуштен од Бог и дека тој не е Божи син како што самиот себе се представува. А исто така, големите криминалци во Римската империја, што биле слободни, односно кои не биле робови, не ги осудувале на смрт со крст, туку само оние што биле робови и што таквите ги сметале како животни и безвредни луѓе. Некои евреи се молеле на Бог што не се родени да бидат робови. Христос е изведен на таков срам, што го сметаа како роб и како животно кое не треба да живее. Тоа се совпаѓа со изјавата на пророкот Исаија. По својот лик веќе не личеше на човек. Но писателот на евреите вели, тој го презре срамот, за да го изврши Божјото дело за сите нас. Смртта на Христос беше и проклетство. Апостол Павле им пишува на галатјаните дека секој кој виси на дрво е проклет. Ако некој висел повеќе денови на крст, тоа подразбирало дека тој човек е расипан и проклет и дека тоа го заслужува. Проклетството подразбирало од Божја страна дека Бог го казнува и затоа виси таквиот на дрво или на крст. Затоа народот му велеше на Исус: ајде слези од крстот да видиме дали ќе можеш да потврдиш дали си праведен или си проклет од Бог. Исус не слезе од крстот за да види народот. И тоа за нив беше како потврда дека е Божи проклетник. А всушност, Исус за нас стана проклетство, за да може да ги земе моите и твоите гревови. И Исусовата смрт е безпомошна. Бидејќи беше одведен како јагне на колене, тој уста не отвори пред оние кои го судеа. Не се спротивстави на ниеден човечки фактор кога дојде време да го предаде својот живот. Тој имаше власт и над смртта, тоа и го потврди. Меѓутоа, неговото доброволно предавање и неспротивставување на непријателот укажува дека не сакаше да се бори за животот, туку да го предаде во замена за спасение на човештвото, односно на оние кои ќе веруваат во неговата жртва. Тој направи се поради тебе. А што си направил ти за него? Добро е тоа што не треба ништо да се направи, само да веруваш од се срце и да го живееш тоа што го веруваш. Бог сака уште денес да ти помогне и да те ослободи од твоите гревови. Спремен ли си да му се предадеш на Исус Христос, да те води, да те благословува во текот на сите денови на твоето живење, а по смртта да те води во вечноста? Има ли поголем дар од вечен живот? Дојди кај Исус, твојот Спасител, уште денес. Амин.